Новата учебна година им стави крај на безгрижните и пријатни летни денови и ноќи, што значи помладата популација на Крива Паланка од минатата седмица веќе има неколку обврски повеќе. Првите денови од септември вообичаено секоја година во градот донесуваат нова енергија и раздвижување, за кое во прв ред се разбира виновен е стартот на наставно-образовниот циклус. Ние, како што е ред, неделава најпрво ги посетивме основните општински училишта, каде стотици деца и оваа година ќе одат во потрага по знаење, а посебно внимание и поддршка му дадовме на оној дел од нив кој првпат седна во училишните клупи. Сепак, звончето звонеше за час и во средното општинско училиште Ѓорче Петров, а со оглед на тоа дека и таму преку летото имаа полни раце работа, одлучивме да видиме дали подготвени и со какви се новини влегуваат во оваа учебна сезона. Промените не моравме долго да ги бараме, се забележуваат оддалеку, а тука беше и директорот на гимназијата Миле Милковски, кој откако срдечно не пречека, ни го представи сето она на кое што во минатиот период се работело. Имајќи предвид дека истекуваше првата недела од новата учебна година, разговорот го почнавме со вообичаените податоци околу бројот на учениците кои тука ќе посетуваат настава, посебно осврнувајќи се на новозапишаните и нивниот интерес за понудените образовни правци. Во текот на оваа учебна година ние вкупно бројме нашето училиште во 838 ученика. Ако правиме споредување со минатата година, кога имавме 892 ученика, може лесно да се види дека имаме опаѓање на бројот на ученици. Во прва година запишевме во гимназиското образование 119 ученика, додека во стручното образование во електротехничката струка, потоа во машинската струка со четврти и трети степен 80 ученика, или точно 199 ученика. Фактички имаме тренд на опаѓање и тој тренд на опаѓање не би рекол дека е резултат на уписната политика, тоа што имаме бесплатно школување, односно бесплатно сместување во интернатите во државата, него е тренд кај резултат на опаѓањето на секоја генерација, односно опаѓањето на популацијата во општината Крива Паланка и така и во општината Ранковци. На прв поглед, влегувајќи во гимназијата, се забележуваат веднаш промени. Вие може да ни кажете колку време се работеше на тоа, што се опфатија промените, колку средства беа инвестирани, од кои фондови, кој работеше и така? Во текот на летниот период ние направивме еден крупен захват. Тој крупен захват се однесува на промената на целокупната електрична инсталација. Понатаму исто така направивме промени во делот на поплочувањето на холот кај што се наоѓаме сега. Односно се направивме за да имаме еден попријатен амбиент за работа. Односно исто така направивме тоа што целото училиште го воросовме, односно фактички ги освеживме училниците, ги освеживме ходниците, односно направивме една пријатна атмосфера. Дека таква е пријатна атмосфера и самите забележуваат овде кај се наоѓаме сега, односно сакаме да амбиентот биде попријатен, да учениците фактички да бидат потикнати, односно да се исполнат она основната обврска да учат или ги совладат уроците што се поставени. Ставена акценти на безбедноста оваа година, забележуваме една новина безбедносни камери. Па имаме безбедносни камери, односно имаме активирано 24 безбедносни камери, односно фактички безбедноста на учениците е ставена на едно високо рамниште, односно влегувањето може да се наблюдува преку овие 24 камери, понатоа исто така имаме ставено панични светла, кои панични светла постојано се во така речем во погон, односно постојано укажуваат на ученици, ако поготово во ноќните часови, ако нема да имаме напојување на електрична струја, да можат безбедно да го напуштат објектот. Фактички во тој поглед во делот на безбедноста доста е направено во училиште. Сенасе Милковски е горд што работите околу освежувањето на внатрешноста на училишната зграда завршиле навреме, имајќи ја предвид големината на предизвикот. Имено, директорот истакна дека ова е вториот поголем зафат на самиот објект уште од неговата изградба, пред безмалку 50 години. Неодамна беше интервенирано на фасадата, беа променети и прозорците, додека овој пат реновирањето ја опфати комплетната електрична инсталација, партерот во холот, варосувањето на целокупниот интериер, а како што слушнавте, новина се штедливите светилки и безбедносните камери. Инвестирани се вкупно 2.200.000 денари, сите од сопствениот буџет на институцијата. Сова Милковски е сигурен дека се создадени сите потребни услови за нормално одвивање на образовниот процес, за чиј што квалитет пак го потенцираше влијанието на својот наставен кадар. Слободно да речем дека сум крајно задоволен во својот наставен кадар, што го има наставниот кадар практички е со годишно искуство,
Постојано имаме помладување, доаѓање на нови професори, заминување на кои што го служиле својот работен век во училиште и може да речем дека и наставниот кадар е пријатно изненаден од тоа самиот амбиент што го направивме во текот на ова лето, бидејќи ние фактички неделя околу 6 дена потрошивме за реконструкција на внатрешен дел од училиште. Тоа зборува дека сепак направиме многу нешто за подобрувањето на условите. Нормално дека тоа наставниот кадар го знае, да го цени и го почитува. На крајот би запрашал, се наоѓаме на почетокот на учебната година, меѓутоа поучени од минатогодишното искуство, кога како ретко кога имавте успеси што на спортски, што на научен план, вашите ученици, каква година очекувате овој пат? Па исто така јас очекувам дека оној тренд што беше од минатата година ќе продолжи понатаму и дека моите ученици заедно со своите професори ќе продолжат понатаму да нижат успеси како во делот на продлабочувањето на знаењето од поедини научни дисциплини, така и во делот на спортот, односно на физичката култура. Се надевам дека ќе продолжиме понатаму и дека ќе настоиме да нашето училиште го презентираме онака што и како и треба. Односно веќе ние се наоѓаме на прагот кој ќе излезе за 2 години, ќе излезе и 50-та генерација до ова училиште и тогаш ќе зборуваме, односно ќе правиме сумирање на сите резултати на некогашните и сегашните ученици во училиште. Ние не се сомневаме дека во годината што предстои, младите криопаланчани со своите знаења и вештини ќе се обидат да ги надминат постигнувањата од минатата сезона, за што се разбира ќе биде потребна и несебичната поддршка на сите нивни сограѓани. На крајот на краиштата, токму преку нив, во Македонија и пошироко, се слуша за името на нашиот град.